Продолжуваме со приказната за малиот принц. Измивте запчиња, облековте пижамчиња, испивте млеко, ајде да читаме. Секој ден дознавав по нешто ново за планетата, за поаѓањето, за патувањето. Тоа се одвиваше сосем полека при размислувањата. Така на третиот ден веќе се запознав со трагичната случка со баобабите. Овој пат тоа се случи благодарејќи на овцата, зашто малиот принц, обземен од сериозно сомневање, ненајдено ме праша: "Вистина е, нели, дека овците јадат лисија од грмушки?" "Да, вистина е." "Ах, се радувам." Јас не сватив зошто тоа беше толку важно дека овците јадат лисија од грмушки, но малиот принц додаде: "Според тоа, тие исто така јадат и баобаби." Му направив забелешка на малиот принц дека баобабите не се грмушки, туку огромни дрвја како цркви, и дека дури и да донесол со себе цело стадо слонови, тоа стадо нема да достигне до врвот на ниту еден единствен баобаб. Помислата на стадо слонови го насмеа малиот принц. Би требало да се стават едни врз други, но тој мудро забележа: баобабите пред да пораснат прво се мали. Тоа е точно, но зошто сакаш твоите овци да ги јадат малите баобаби? Тој ми одговори: "Добро, шегата настрана. Како да се работеше за нешто очигледно, а ми требаше голем умствен напор за да го сватам сам тој проблем. А всушност, на планетата на малиот принц имало, како и на сите други планети, добри и лоши тревки. Според она, од добри зрна добри тревки, а од лоши зрна лоши тревки. Но зрната се невидливи. Тие спијат во самиците на земјата, се додека едно од нив не се сети да се разбуди. Тогаш тоа се протегнува и се пушта кон сонцето, отпрвен плашливо, едно прекрасно малечко и безопасно стракче. Ако станува збор за стракче од репка или од ружино дрво, може да се остави да расте колку што сака. Но, ако се работи за некое лошо растение, треба в часот да се искорне, откако ќе биде препознаено. А на планетата на малиот принц имало многу ужасни зрна. Тоа биле зрна од баобаби. Почвата на таа планета била заразена од нив. И така, ако баобабот биде доцна забележан, човек нема да може никогаш повеќе да се ослободи од него. Тој ја блокира целата планета. Ја продупчува со своите корења. Ако планетата е мощна малечка и ако баобабите се многубројни, тие ќе се распукаат. Тоа е прашање на дисциплина, ми велеше подоцна малечкиот принц. Кога наутро човек ќе заврши со својата тоалета, треба грижливо да ја дотера и планетата. Треба човек да се обврзе редовно да ги корне баобабите, откако ќе ги разпознае меѓу ружите, на кои многу личат кога се мощне млади. Тоа е премногу здодевна, но доста лесна работа. А еден ден, тој ме посоветува да вложам напор да направам еден убав цртеж, за да може добро да им се вреже во главата на децата од каде што сум јас. Ако одат на пат еден ден, ми велеше тој, тоа би можело да им послужи. Понекогаш, некоја работа може да се одложи за подоцна, без да има некоја штета. Но, кога станува збор за баобабите, секогаш е катастрофално. Запознав една планета населена од еден мрзло. Тој испушти од видот 3 грмушки. И според упатствата на малиот принц, ја нацртав таа планета. Никако не сакам да настапам како некој што држи лекции, но опасноста од баобабите
е толку малку позната, а однапред познатите ризици за оној што би затекнал на некој астероид се толку големи што само еднаш ќе направам исклучок од својата воздржаност. Јас велам, деца, чувајте се од баобабите, за да ги предупредам моите пријатели за опасноста со која веќе подолго време се во контакт, како и самиот јас, без да знаат за неа. Толку многу работев на тој цртеж. Вредеше вложениот труд за лекцијата што ја дадов. Може би ќе прашате, зошто во книгава нема и други толку грандиозни цртежи, каков што е цртежот за баобабите? Одговорот е мощно едноставен. Се обидов, но не успеав. Кога ги цртав баобабите, бев поттикнат од чувството на итност. Ах, принцу мал, значи малку по малку го сватив твојот мал тажен живот. Ти долго време, за разонода, си ја имал само сладоста на зајди сонцето. Тој нов детаљ го научив на 4-тиот ден наутро, кога ми рече: многу ги сакам залезите на сонцето. Додиме да видиме едно зајди сонце. Но треба да чекаме, реков. Што да чекаме? Да чекаме да зајде сонцето. Ти прво имаш изглед на изненаден човек, а потоа се смееше на себе си и ми рече: јас секогаш мислам дека сум дома. И на вистина, кога во Америка е пладне, во Франција, а тоа го знаат сите, сонцето заоѓа. Би било доволно кога би можело барем за 1 минута да се појде во Франција и да се присуствува на залезот на заоѓањето на сонцето. За жал, Франција е многу далеку, но на твојата толку мала планета тебе би ти било доволно само да го повлечеш своето столче за неколку чекори и би можел да го гледаш залезот секогаш кога би ти се присакало. Еден ден видов како сонцето заоѓа 43 пати, а малку подоцна додаде: знаеш, кога човек е многу тажен, го сака заоѓањето на сонцето. Значи, оној ден со 43 залези ти си бил толку многу тажен? Малиот принц не одговори. 5-тиот ден, пак благодарејќи на овцата, ми се откри следнава тајна од животот на малиот принц. Тој избувливо ме праша, без да обојколување, како резултат на еден проблем за кој таинствено размислувал долго време. Ако овцата јаде грмушки, дали јаде и цвеќиња? Овцата јаде се што ќе најде. Дури и цвеќињата што имаат трња? Да, дури и цвеќињата што имаат трња. Тогаш, зашто служат трњата? Јас не го знаев тоа. Тој час бев многу зафатен со одвртувањето на еден многу стегнат шраф на мојот мотор. Бев мощно загрижен затоа што дефектот почна да ми изгледа многу сериозен, а и водата за пиење која веќе завршуваше ми предизвикуваше страф од најлошото. Зашто служат трњата? Малиот принц никогаш не се откажуваше од некое прашање, откако еднаш ќе го поставеше. Бев вознемирен поради штрафот и одговорив без размислување. Трњата не служат за ништо, тие се совршена суровост на цвеќињата. Ох, но по кратко молчење ми дофрли со воздржана лутина. Не ти верувам, цвеќињата се кревки, невини се заштитуваат како што умеат и мислат дека се опасни со своите трња. Ништо не одговорив. Во тој момент си велев: ако овој шраф продолжи да дава отпор, ќе го извадам со еден удар со чеканот. Малиот принц пак создаде безредие во моите размислувања. И ти мислиш дека цвеќињата, ама не и не, јас ништо не мислам.
му одговорив. Јас сум преокупиран со сериозни работи. Тој ме погледна вчудовидено. Со сериозни работи? Тој ме гледаше, в рака го имав мојот чекан, а прстите ми беа црни од маслото, наведнат над предмет што него му изгледаше многу грд. Ти зборуваш како возрастните. Тоа малку ме засрами. Но тој додаде безмилосно. Ти збрка се измеша. Навистина бев многу налутен. Ветрот ми ја разлеа златестата коса. Знам една планета на која живее еден црвен господин. Тој никогаш не помирисал цвет. Никогаш не погледнал во звезда. Не сакал никогаш никого. Никогаш не правил ништо друго освен пресметки. И цел ден повторува како тебе. Јас сум сериозен човек, јас сум сериозен човек и целиот се подул од дигноглавост. Но тој не е човек, туку печурка. Што? Печурка? Малиот принц сега беше сосема блед од лутина. Има милиони години откако цвеќињата произведуваат трња. Има милиони години откако овците сепак јадат цвеќиња. И зар не е сериозно настојувањето да се свати зошто тие толку се мачат да создаваат трња кои никогаш не служат за ништо? Зар не е важна војната меѓу овците и цвеќињата? Зар тоа не е посериозно и поважно отколку пресметките на црвениот господин? Иако јас познавам еден цвет што е единствен во светот и што не постои никаде освен на мојата планета, иако еднутро некоја овчичка за миг го уништи, без да биде свесна што направила, зар тоа е беззначајно? Тој поцрвене и продолжи. Ако некој сака едно цвеќе кое постои само во еден примерок во милионите и милионите ѕвезди, за него, за да биде среќен, е доволно да ги гледа нив. Тој ќе си вели, моето цвеќе е таму некаде. Но ако овцата го изеде цвеќето, тогаш за него одеднаш како да се згаснуваат сите ѕвезди. И зар тоа не е важно? Тој не можеше ништо повеќе да каже. Ненадено заплака. Ноќта веќе беше спуштена. Јас ги оставив своите алати. Им се подсмевав на мојот чекан, на мојот шраф, на жетта и на смртта. На една ѕвезда, на една планета, на мојата, на земјата, имаше еден мал принц што требаше да се утеши. Го зедов во преградка. Го нишав. Му велев, цвеќето што го сакаш ти не е во опасност. На твојата овца ќе нацртам нарилник. Ќе ти нацртам оклоп за твоето цвеќе. Јас веќе не знаев што да речам. Се чувствував многу несмасен. Не знаев како да му пристапам, како да му се придружам. Тоа е толку таинствено царство на солзите. Многу бргу смогнав подобро да го запознаам тоа цвеќе. На планетата на малиот принц од секогаш имало многу едноставни цвеќиња, украсени само со еден ред венечни ливчиња, кои воопшто не зафаќале место и не пречеле никому. Наутро се појавувале во тревата, а навечер овенувале. Но неговото цвеќе никнало ненадејно еден ден од едно зрно, донесено кој знае од каде, а малиот принц одблизу го надгледувал стракчето кое не личело на ниедно друго стракче. Тоа можело да биде некој нов вид баобаб, но стракчето брзо престанало да расте и почнало да формира цвете. Малиот принц
кој присуствувал на настанувањето на една огромна пупка, добро насетил дека оттаму ќе се појави нешто чудесно, но цвеќето не престанувало да се подготвува да биде убаво во заветрината на својата зелена собичка. Грижливо ги избрало своите бои. Полека се обликувало и ги редело едно по едно своите венечни ливчиња. Тоа не сакало да се појави истуткано како божурките, ниту да се покаже поинаку, освен во полниот блескот на својата убавина. Ех, да, било премногу кокетно. И така, неговото невообичаено дотерување траело денови и денови. И потоа, едно убаво утро, токму при изгревот на сонцето, се покажало. И тоа, што работело со толкова точност, рекло, продзевајки се: Ах, одвај се разбудив. Ве молам да ми простите. Се уште сум сосем разбушавена. Тогаш малиот принц не можел да го совлада својот восхит. Колку си убаво, нели? Одговорило нежно цвеќето. Се родив заедно со сонцето. Малиот принц веднаш забележал дека тоа не е многу скромно, но било толку возбудливо. Мислам дека е време за појадок, додало тоа веднаш. Ке бидеш ли љубезен да мислиш на мене? А малиот принц, сосем збунат, побарал кантичка со свежа вода и го послужил цвеќето. Така цвеќето многу брзо почнало да го измачува малиот принц со својата бојазлива вообразеност. Еден ден, например, зборувајќи за своите 4 трнчиња, му рекол на малиот принц: Може да дојдат тигри со своите канџи. На мојава планета нема тигри, приговорил малиот принц. А освен тоа, тигрите не јадат трева. Прости ми. И јас ни најмалку не се плашам од тигрите, но ме фаќа ужас од провевот. Дали имаш некаков параван? Ужас од провев? Тоа не е некоја среќа за едно растение, забележал малиот принц. Ова цвеќе е доста комплицирано. Навечер ставајме под стаклено звоно. Кај тебе е многу студено и лошо е средено. Онаму од каде што доаѓам јас, но замолкнало. Тоа било дојдено во форма на зрно. И ништо не можело да знае за другите светови. Понижено поради тоа што дозволило да биде изненадено во подготовката на една толку наивна лага, се накашлало 2-3 пати, за да го опомене малиот принц за неговата грешка. А параван? Ке одев да побарам еден, но ти ми зборуваше. Тогаш тоа го засилило кашлањето за да предизвика кај малиот принц гризење на совеста. Така малиот принц и покрај добрата волја за љубов се посомневал во цвеќето. Тој сериозно ги сватил зборовите што немале никаква важност и станал многу несреќен. Не требаше да го слушам, ми се довери тој еден ден. Никогаш не треба да ги слушаме цвеќињата. Треба да ги гледаме и да ги мирисаме. Моето ја исполни со мирис мојата планета, но јас не знаев да уживам во тоа. А таа историја со канџите што толку ме раздразни, всушност требаше да ме разнежни. Тој уште ми довери. Тогаш не успеав ништо да разберам. Требаше за него да донесам суд според делата, а не според зборовите. Тоа ме намирисуваше и ме поучуваше. Никогаш не требаше да побегнам од него. Требаше да ја насетам неговата нежност за тие негови бедни лукавства. Цвеќињата се толку противречни, но бев многу млад за да знам да го сакам.
продолжиме наредниот пат. Чао!